По 19 години, во април треба конечно да се одржи попис во Македонија. Крајно време е, после еден неуспешен попис во 2011 година, кој што не успеа од политички причини, да го направиме ова како една статистичка операција важна за државата. Но законот за пописот кој беше заглавен година и половина во собранието, дури следната недела ќе се најде пред пратениците. И тоа во прво читање, со европско знаменце и отпор од опозицијата. Сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон. Колку подолго се расправаат политичарите, толку потешко станува пописот да се одржи во предвидениот термин, бидејќи законот е само почеток на редица активности што следуваат. Одредени активности не можеме да ги спроведеме без носењето на законот. За кои прашања се судираат власта и опозицијата и во што се разликува актуелното законско решение од она во 2011 година, кога процесот пропадна. Оваа просторија до неодамна беше канцеларијата за состаноци во Државниот завод за статистика. Сега е склад за лаптопите потребни за спроведување на пописот, за кој институцијата плати 3 милиони евра. Но од 5650 уреди, до сега се стигнати само 50. Другите ќе доаѓаат етапно. Заводот веќе го подготвил софтверот за пописот, но теренските активности доцнат. Пречка е се уште недонесениот закон за попис на населението. Требаше да ги формираме веќе регионалните пописни комисии, кои што имаат главната улога во обезбедувањето на таа логистика за попис. Таа логистика ни е неопходна и требаше да веќе да тргнеме во конституирањето на таквите комисии. Комисиите се предвидени во предлог законот за попис на населението, за кој нема изгледи кога ќе биде донесен, иако предвидува операцијата да се одржи од 1 до 21 април 2021 година. Главен за пописот ќе биде Заводот за статистика, а по хиерархија во операцијата ќе учествуваат и Советот за статистика, комисии за 45 пописни реони, државните инструктори, реонските инструктори, реонските попишувачи и други учесници во согласно со законот. Вкупно, тоа подразбира ангажман на околу 6000 лица кои ќе работат во целата држава. Попишувачите ќе доаѓаат во домовите од 1 до 21 април со лаптоп на кој има податоци за граѓаните од други бази на податоци, како на пример Катастарот, МВР, Фондот за здравствено осигурување и други. Податоците кои ќе ги даде граѓанинот за себе и за членовите на семејството ќе бидат внесени и проверени компјутерски. Оние за кои ќе се потврди дека се во земјата или дека се во странство помалку од една година, или дека се странци кои во земјава живеат подолго од една година, ќе влезат во домашната официјална статистика. Останатите ќе бидат евидентирани дека живеат во странство, ако до тогаш веќе не ја искористиле шансата која ја нуди законот, сами да се пријават преку апликација од 15 до 31 март. Ако е пара работа, друго? Предлог законот предвидува кога некој член на домаќинството е одсутен, податоци за тоа лице да дава полнолетен член на домаќинството врз основа на документација. Овој член по барање на ВМРО ДПМН ќе биде дополнет со фразата од каде може да се извади матичниот број, а се однесува на документацијата. Бидејќи ги имаме сите бази на податоци кај што примерно од кај што произлегуваат лични документи, личните карти, пасоши. Значи, ние можеме да влеземе во тие бази да го провериме податок. Да се не е треба самиот документ тука, ама еве го бараме за да ја тргнеме и таа било каква недоверба дека некој ќе дава податоци за било кого. Но опозицијата нема една, туку повеќе од 20 забелешки. Голем дел од нив, смета Симовски, се нереални или се косат со други закони. Првото барање беше да пописот го спроведува државна пописна комисија. Нешто на што ние апсолутно инсистираме да не биде така. Тоа се случи во 2011 година и знаеме кој е епилогот. Во секој пописен круг има по 20 попишувачи и тоа во принцип едниот да биде македонец, другиот албанец или некој од другите заедници. Некаде кај што сме определиле попишувач кој што познава еден јазик, не познава некој од јазиците на етничките заедници, тогаш се активира резервен попишувач кој што го знае тој јазик и заедно со попишувачот оди да се попише тоа лице на тој јазик. Само во тој случај би имале два. Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО ДПМН, била дел од ланските разговори за законот за попис.
Според неа, Државната пописна комисија е добро решение и покрај тоа што телото се распадна, пошто пропадна пописот во 2011 година. Лично жалам што не се заинтересира јавноста и не се истражија доволно добро сите причини кои што го условија откажувањето од пописот 2011 година. Си има судски процес за тоа? Па тој судски процес е многу нетранспарентен, бидејќи имате одредени протагонисти во тој процес кои што си беа професионалци, а заглавија со истраги, а имате некои кои што се наградени со титули на академици. Според Василевска, постојат и други проблематични аспекти. Предлог законот нема поимник, не содржи транспарентна процедура за избор на пописните комисии, како и други елементи. Наједноставно и најтранспарентно е по електронски пат сите вработени во државната администрација да бидат ставени на таа томбола и оттаму да се изврлат имињата на луѓето кои што ќе бидат определени да бидат попишувачи. И тоа мора да бидат луѓе со високо образование. Голем проблем во самиот предлог закон. Тоа е, например, немањето на физичка евиденција, тоест на еден пописник тој што ќе го попишувате и тој што попишува на крајот од заведените, значи давањето на информациите, треба двајцата да си дадат парав, треба да има документација која што треба да биде потоа приложена и треба секогаш да може да биде проверена. Нејзината матична партија во неколку наврати најави бојкот на пописот. Но вели Василевска, извршниот комитет на ВМРО ДПМН се уште нема официјален став за евентуален бојкот. Одлуката ќе зависи од епилогот во собранието. Да немаше пандемија COVID-19, да беа понормални услови, ќе понудевме и сме во план да се понуди, кога ќе се создадат нормални услови за спроведување на попис, нов закон кој ќе ги интегрира во себе сите препораки на Евростат, но и препораките на Обединетите нации. Министерот за правда Бојан Маричик пак е оптимист дека законот ќе биде донесен во текот на декември. Според Маричик, сите политички партии треба да застанат зад решението, наместо да се бараат политички причини за недонесување на законот. ВМРО ДПМН како опозиција од сам почеток се обидува да го политизира овој процес. За жал и во 2011 година овој процес не успеа заради политизација. И кој би бил ефектот од таков попис? Помалку број на македонци во државата, ако повикува ВМРО ДПМН да не се попишуваат. Според Маричик, нема силни аргументи пописот да се одложи, но дали епидемијата со COVID-19 може да ги помати плановите. Тоа го правевме и за изборите и покажавме дека може да се спроведе, дека државата има капацитети за спроведување на вакви сложени операции со масовно присуство или учество на граѓаните. Ке треба пред се попишувачите да бидат најдобро заштитени и самите да не бидат заразени, но и да не го шират вирусот. Тука ќе видиме и со вакцините дали ќе бидат до тогаш достапни и соодветно употребени кај нас. Поттик за спроведување на пописот најмалку 6 години наназад дава и невладиниот сектор. Едно од најгласните е Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот. Според неа, партиите треба да создаваат амбиент за дискусија за пописот, кој би се одржал 19 години по последниот, а не да се дискутира за негово одложување или бојкот. Мислам дека е несериозно, навистина е политички несериозно повторно да биде подписот ставен под знак прашалник, тој да биде уште еднаш ке речам предмет на различни уцени, тргови, преговори, без разлика дали станува збор за опозицијата, за власта или за кои било други центри на политичка и економска моќ. Ова е политички испит за сите, и за власта и за опозицијата. И дека ако овој испит не се положи, тогаш навистина не постои, можеме да кажеме дека и едната и другата страна се неодговорни кон граѓаните и кон државата. Актуелните податоци на Заводот за статистика покажуваат дека на крајот на 2019 година во Македонија живееле 2.076.255 жители. Проценката се базира на комбинација на податоците од последниот попис со дневните информации за родени, починати и иселени. И самиот директор на заводот вели дека бројката е нереално висока. Каква тогаш очекува да биде по пописот? Очекувам дека ќе биде бројката пониска. Не можам да ви кажам кој, не би сакал воопшто да прогнозирам колку би изнесувало. Впрочем да знаевме
немаше премен попис.